Во студиото продолжуваме со нашата денешна петочна утринска тема. Петочно ги одбираме темите кои сакаме можеби порелаксирано да ја завршат работната недела, но и да ве поттикнат да размислите на нешто кое пак меѓу другото ја осликува или символизира слободата. Ако зборуваме за различни видови на спорт, секој на различен начин го одбира својот омилен спорт или она кој што можеби сака да го прави, но да го направи за прв пат, а за овој спорт за кој што ќе зборуваме треба и малку повеќе храброст. Зборуваме за падобранството и за тоа како и на кој начин се одвиваат тие скокови кај нас, колку има интерес од оние кои сакаат тоа да го направат и какво е чувството за прв пат. Се разбира повеќе и подетално во студиото од моите денешни гости. Заедно со мене е Јане Стефанов, инструктор по падобранство од Аероклуб Скопје, добро познат за нашите гледачи. Јане не само инструктор по падобранство, но генерално кога си активен на повеќе полиња, сите тие меѓусебно поврзани. Ако зборуваме за вакво опишување на спортовите, но денеска се разбира малку повеќе за падобранството и со Јане и Ангела Крајчевска, која што ќе ни го кажа своето искуство од првиот скок, се разбира и самата жилба, па и интерес да скока со падобран. Веројатно така е правилниот термин и изразување. Добро утро и добро дојдовте во утринска нателна. Добро утро на вам и на вашата публика. Верувам ќе бидеме интересни за нашите гледачи, особено можеби за оние кои и кога гледаат одредени видеа или снимки од падобранци, кои уживаат при скоковите, се прашуваат како тоа изгледа, какво е чувството, дали или не, како не им е страф, што треба да се надмине тој страф ако постои, а се има желбата да се скокне на таков начин и веројатно голем број прашања упатени Јане и кон вас кога станува збор за скокови или летање со падобран. Да, овие прашања се, да речеме, нормални стандардни прашања што луѓето ги поставуваат. Во нашиот клуб имаме една политика која вика дека ние не ги тераме луѓето да скокаат, не ги тераме луѓето да се занимаваат со падобранство. Во моментот кога тие ќе посакаат и ќе имаат желба, тогаш ние ќе овозможиме услови за да влезат во семејството, во нашето големо згопловно семејство. Стравот нормално дека постои. Стравот е дел од тоа да бидеш подобар, бидејќи од страв да не сгрешиш, ќе ги научиш работите за да бидеш подобар во тоа што го правиш. Да. И сега стравот нас не дефинира. Некој го дефинира да не го прави тоа што го сака, а некој ги дефинира да го прават тоа што го сакаат подобро. И тие првите, и да речеме, не мора да дојдат да се занимаваат со овој спорт. Тие што навистина сакаат и што може да го прават тоа, се добре дојдени во аероклубот и ние ќе овозможиме се што е потребно за да може да скокаат. Клубското живење е повеќе дружба, значи тоа е спорт и рекреација. И ние тука се собираме во клубот за да ги постигнеме нашите интереси за љубовта спрема авиацијата, спрема скокањето. И тоа се генерално луѓе кои имаат ист ментален склоп и сакаат исти работи, имаат исти желби и така натаму. Да. Веројатно тоа се препознава кога ќе се соберете така во клубот и имате меѓусебни повеќе заеднички теми. Но и веќе ја прашаме Ангела за можеби самата желба и одлука за скокање со падобран, односно ако зборуваме за млада девојка, веројатно ќе речеме да, навистина голема храброст, но веројатно лежи нешто позади таа желба и одлука. Па Ангела, ајде малку повеќе за твоето искуство. Така, не можам да кажам дека од секогаш сум имала желба, затоа што не сум била запознаена од секогаш и не сум мислела дека ми е достапно најверојатно. Ама од првиот момент кога случајно слушнав од друг член што е во клубот, и он ми раскажа за неговото искуство и уште моментот кога се спомна подобранството, кога го сватив дека можам. Знаев дека за мене од секогаш сум сакала и адреналински спортови. Немаше страф на самиот почеток или пред првиот скок? Какво беше, например, да речеме, чувството и покрај желбата или посакувањето од ова? Имаше малку страф. Искрено ја очекував дека ќе ми бидат повеќе страф од колку што ми беше. Имаше страф, ама едноставно бев одлучена дека да, одлуката беше посилна од се, така. Да, и некако мислам дека имав многу доверба во тоа што се случува и да, и во инструкторите и во
И тоа е клучно, веројатно, ја Да, знаев дека ќе се окей. Да. Во процесот на учење се јавуваат повеќе стравови кај ученикот, кај кандидатот за подобранец. Првиот страв е стравот дали може да научи. И тоа се решава со учење. Значи, ги повторуваме работите се до моментот додека не еден, двајца инструктори не видат дека кандидатот научи. И тогаш добива и доверба во себе, затоа што со повторување на работите гледаат дека го совладале материјалот. Вториот дел е стравот од опремата, значи од падобранот, од авионот, од се. И тоа исто се поминува со учење, учат да пакуваат, го гледаат падобранот, работат со него, гледаат други како скокаат, авионот функционира и се натаму ги победуваат. И третиот страв е дека тоа што го збори инструкторот нема врска и тоа е сами треба да си го решат дали ќе имаат доверба во инструкторот за да го направат скокот. Да. Пак ќе кажам, да немаш страв е психичка болест. Не е нормално. Значи стравот е тој што ќе не направи да бидеме подобри. Да, тој што ќе не направи да проверуваме, да прашуваме, да се преиспитуваме и одново дека ни бидеме нормално сигурни. И тогаш ќе чувствуваме малку страв, но сепак ќе биде во помала доза и секогаш добре дојден, така. И ќе биде возбуда. И ќе биде помешан со возбуда, односно возбудливо. Самото скокање со падобран е возбудливо само по себе, но веројатно тука постојат одредени да речеме обуки, односно критериуми, дали постојат, веќе прашам, нема да констатирам, во однос на возрастна граница, што е тоа кое што би требало барем да го поседува некој сака или е кандидат за да скока со падобран, дали треба претходно некаков можеби медицински преглед, што е потребно? Значи, за да станат кандидати за падобранство, потребно е да поминат медицински преглед во воздухопловна медицина. И тоа е секој просечно здрав човек со нормална активност физичка може да го помине, тоа не е за космонаут, него е само обичен преглед кој треба просечно здрав да бидеш. Друго што нема ограничувања во годините, од 16 па нагоре, се додека го поминуваш тој лекарски преглед, можеш да се занимаваш со падобранство. И јас сум имал и постари членови кои почнале на 60 години да скокаат и уште скокаат со нас и се забавуваат. И сум имал луѓе кои почнале на 16 години. И многу е интересно дека на иста маса може да седат и дете, ке речем, од 16 и возрастен човек од 60 години и да си разговара за падобранството без никакви ограничувања, годините не им прават нели ограничувања и пак се креира тој клубски дух каде што ние е забавно да бидеме на аеродром. Не можам јас да бидам објективен дали е убаво или не е убаво на аеродром, бидејќи јас сум израснал таму и за мене тоа е убаво, меѓутоа луѓето сами нека си проценат, нели? Така, еве Ангела ќе каже дали е убаво. Од нејзино искуство, ние кога сме били и службено и приватно, но и службено, може исто така тоа да го потврдиме, но ако зборуваме за таква одлука и да речеме за тоа искуство, веројатно и пред, и за, и по искуството, чувството е некако можеби и индивидуално, но и потешко да биде описливо, но ќе се обидеме да најдеме некој збор. И за време додека траеше самиот скок или летот како би било соодветно, па и по тоа. Да го раскажам целото искуство? Па да. Не знам од каде да почнам. Се качевме нели во авионот и кога летавме многу беше чудно што мене повеќе ми дојде страв кога првиот пат се отвори вратата од авионот кога требаше да скока пред мене друг. И додека не знам, не размислував толку многу во До тогаш никогаш врата отворена од авион. Да, додека не се отвори. Тука сватив колку е саат. Првиот пат се отвори вратата од авионот и нели влезе воздух и тука ми дојде адреналин, може малку страв и све тоа. И таа возбуда која што ја Да, возбуда. И па ја го гледам дека е истото чувство и јас само си го викам дека е возбуда. Да. Дека така го дефинираш. Да. И тука ми дојде многу адреналин и после
се затвори вратата и јас се наместив до пилотот за мојот беше ред ја да скокам. И си размислам дека се е окей, дека се ќе биде окей, дека ќе се симнеш доле. Тоа излегов на се отвори вратата и сега вториот пат беше тоа почудно, што првиот пат многу повеќе ми дојде страф од кога ја требаше да скокнам. И застанав на папуче, треба да го погледнаме инструкторот да ни даде сигнал дека може и ние да скокнеме. И тука ја се задржав малце, мислам дека некоја секунда повеќе и тој момент најмногу ќе ми остане врежан во сеќавање. Додека бев на папуче, се држам за крилото и кога гледав напред, пред да се свртам дека инструкторот за да ми даде сигнал дека може да скокнам. И кратко време си во слободен пат, затоа што нели сега скокаме со школски подобрани, закачени сме на гурт на авионот, не го отвараме се уште ние. И многу кратко траше слободниот пат и додека се освестив што се случува, подобранот беше отворен. И после тоа си шеташ на облаците. Да, веројатно тоа е така малку полеснителниот или да речеме убавиот дел од скокот, генерално цел. Спомена дека е кратко, сакав да прашам дали има воопшто простор да ти помине некоја мисла низ глава, но веројатно нема за толку кратко време. Така да. Но Јане, веројатно од искуството зависи, нели? Јас многу тоа им имам кажано и за време на обуката, многу им завидувам што ќе го направат првиот скок. И ја би сакал пак да го направам првиот скок, да го почувствувам тоа што го чувствуваш за време на првиот скок, таа внатрешна една борба за, бидејќи да не се лажеме, ние не сме дизајнирани птици да бидеме. Да. Ние сме суштества кои треба по земја да одиме, но слободата што ја дава плавото небо не тера повторно да ги правиме тие скокови и да го почувствуваме тоа што го нуди слободниот пат. За да направиме да биде тоа блиску до гледачите, кога си во слободен пат, телото се движи со 200 км/с кон земјата. Од доздола воздухот прави притисок како кога ќе извадите раката на 200 од кола. Сега со сейфцити не може да се вози 200, ама да речеме негде на некој автопат. И да видите каков притисок е во прашање, но таа брзина дава и да секое мрднување, дури и на малото прсте, прави некаква промена во тој еквилибрум. И тоа ти дава чувство на контрола, совршена контрола на своето тело. И тоа чувство на совршена контрола, пошто ние како луѓе многу ја сакаме контролата. Да. Тоа чувство на совршена контрола, тоа чувство дека ти одлучуваш кога да отвориш, ти одлучуваш како да се движи телото низ воздухот, дава чувство на слобода. Барем за мене е така. И секогаш би се враќал во слободен пат за да можем да го почувствувам тоа. Да, интересно е така од ваша перспектива тоа да се види, односно да се чуе, може да се види преку одредени видеа, а да се доживее само ако дојдеме до таа одлука да никогаш го направиме тој прв скок со падобран. Но веројатно многумина пред да се одлучат се прашуваат и за ризиците и веројатно и прашува. Имате прашања за ризиците. Кој може, дали постојат ризици, колкави се, кои може да бидат ризиците? Живееме во едно време во кое што би требало прилично да е тоа безбедно. Ризиците се многу намалени низ годините, бидејќи падобранството е спорт кој е под Агенцијата за цивилна воздушна пловидба, ограничен со Законот за воздухопловство, ограничен со сите правилници, зборам ограничен во име на безбедноста, со сите правилници што се потребни и доколку се пратат правилата, ризиците се намалени многу, но како и во секој спорт постојат делови од тој матичен спорт, како што е proximity fly, кога скокаат base jump од карпи, мостови и такви работи, или скокаат со премногу мали куполи, премногу мали падобрани. И тој дел од спортот е добар затоа што го тера целиот спорт да станува подобар, односно да еволуира. Да.
И во тој дел, кога се учат тие нови работи, нови техники на скокање, тогаш се случуваат и најголемите ризици, има најголеми ризик, и тогаш се случуваат и најголемите повреди. Што се однесува во нашиот аероклуб, ние немаме поголема повреда, значи исчашен зглоб, да ја удриш раката на слетување, не е повреда. Така да ние ги почитуваме правилата за безбедност. Тоа секогаш го кажувам, имаме курикула, имаме програма за обука, меѓутоа обуката завршува во моментот кога двајца инструктори ќе заклучат дека ученикот е спремен за скокање. Значи, тоа може да се случи многу пред тие да бидат свесни дека може да скокнат, а може и тие да викаат јас сум спремен, а инструкторите да не се сигурни дека се спремни. Да. И така ни е направен тој систем, не може јас платив пари, сакам да скокам и еве скокај. Не може. Не може така, значи мора да научат тоа што треба да го научат пред да скокнат. Има многу луѓе кои се пријавуваат и мислат дека тоа е така, да речеме, не е така тешко. И почнуваат и заклучуваат дека тоа не е за нив, бидејќи ќе треба да учат, да вежбаат, не е само да скокнеш, да бидеш будала и да скокнеш, него дека треба да научат за да може да бидат безбедни. И тие не завршуваат. Ево оваа година 15 на луѓе го започнаа курсот, само 8 завршија. Така. Другите во текот на обуката едноставно или поради своји обврски се откажаа од тоа. Борете, 8 се супер генерација. Да, и тоа е добра бројка до некаде. Чисто за информација, од кога до кога започнуваат обуките и кога всушност се случуваат практично скоковите? Како изгледа процесот? Значи, пролетна обука започнува во март. Оваа година малце подоцна започнавме, бидејќи јас имав обврски за Параолимпијадата. Да, тоа исто сме информирани. И во делот од годината кога е помирно времето, бидејќи првите скокови треба да се направат на помирно време, без ветер, за да може да видат што им нуди падобранот за летањето, а потоа може да, кога ќе стекнат поголемо искуство, ќе може и на појак ветер да скокаат. Сега, например, утре се подготвуваме за скокање, јас знам дека небото ќе биде покриено со кумулуси и ќе биде прекрасно да се скока околу тие облаци кои изгледаат како памук. И тоа нели, и ќе има прекрасни фотографии од тоа. Да, одлично, верувам ќе имаме можност да ги погледнеме така во следна прилика, но и на социјалните мрежи вие тоа добро го постирате поточно на времено и за сите кои што се заинтересирани може да погледнат. Имаме уште малку кон крајот и уште неколку прашања, чисто од моја љубопитност, а верувам дека и секогаш кога имате меѓусебна комуникација со ваши пријатели или обкружување, у некој што ги интересира, нели и стручно, но и за нашите гледачи. Ангела спомена до сега само еден скок, така? Да. Еден скок. Дали сега по првото искуство размислуваш за втор скок? Колку е дозволено, тоа ќе ни каже Јане, колку е дозволено, односно дали сакаш во континуитет да го проложиш тоа и која ти е претпоставката дека можеби ќе биде поразлично од првиот? Дали повеќе сигурност, така помалку возбудата, да, секогаш на ниво со помалку страв, што е оно кое што го очекуваш? И што имаш во план? Да скокам повторно, ми ги исполни очекувањата. Сега многу пред да се случи скокот си демонстрираш ситуацијата. И сега некако ја малку многу пати си го размислав моментот како ќе биде. Да. Кога дојде ми ги исполни, буквално ми ги исполни очекувањата и сакам, се надевам, сакам да ти продолжиш. Да, сакам да бидам активна во овој спорт. Секогаш. Браво. Препорачливо е веројатно тоа да се продолжи понатаму, не да се... Да, желбата е клучна. И тоа сакам да обрнам внимание и на тој клубски живот што го спомнувам, бидејќи не е само падобранството, клубот е една заедница каде што независно што и да помислиш, можеш да го реализираш затоа што ќе најдеш барем 23 што ќе сакаат тоа истото да го направат. Па затоа ние функционираме, значи поголемиот дел од нас нуркаат, поголемиот дел од нас едрат, поголемиот дел од нас возат точаци, идат на планини и ние
заедно во нашата другарување си организираме такви кампови, да ги наречеме, за нуркање, потоа идеме заедно на планини, возиме точаци, така да тоа не е само подобранството е само еден спорт, а ова другото е начин на живење, бидејќи секогаш имаш луѓе истомисленици кои се околу тебе и тоа ни прави да можеме животот да ни биде поубав. А како се станува дел од клубот? Многу едноставно, треба да ја поминеш вратата од авионот на 1200 метри. Се станува со пристапница која има на нашата веб страна и желба да се занимава со еден од воздухопловните спортови и нормално да сакаш да се занимаваш со воздухопловните спортови и така стануваш член, а потоа меѓу себе се нудат можностите и за другите спортови, ако исто така сакаш да се занимаваш. Одлично. Ете, споминавме 8 од кандидатите ја помина обуката и тие ќе продолжат веројатно понатаму со скоковите, меѓу кои е Ангела, така. Колку скокови или на колку временски период ги распределувате, кога имате соби, да речеме, на Стенковец за скоковите, како изгледа таа организација, чисто ете исто и тоа интересно. Имаме една база од неколку стотини подобранци кои се во една група и кажуваме дека условите за денеска, за утре например, утре имаме убави услови за скокање, пишуваме кој сака да дојде и тие се пријавуваат за да може да направиме план за подобраните, за авиони, колку летови, колку се. И има за утре има пријавено луѓе и тогаш ќе го направиме скокањето. Ако не се пријават луѓето, тогаш ќе си бркаме некои други работи, други спортови со кои се исто интересни. Така е. Зашто еднаш еве суштивно прашање да зирнеме во професијата или тоа што значи да се биде инструктор по подобранство, дали има или на која ситуација би се сетиле за можеби така нека мала непријатност или нешто кое што обично знае да им се случи на одредените кандидати за летање? Непријатност. Кога си инструктор за подобранство, првите нивни скокови ти се најголем хорор и најголема радост. Најголем хорор пред да го направат скокот, затоа што одлуката за да се најдат во авион е твоја и додека лета авионот нагоре, ти се преиспитуваш себе си дали ќе го направат тоа што треба да го направат, дали тоа што е таму е добро. И кога ќе заврши скокот, јас се радувам, тие се радуваат, јас се радувам уште повеќе. Имало случаи каде што нели сме се довеле да речеме да не го предвидам однесувањето на ученикот и да ми се заглави на врата на авион, но има техники како тоа да се надмине, да не биде свесен дека се наоѓа таму. Но има техники и тоа да се реши, го решаваме и продолжуваме. Буквално во подобранството се е пропишано за се што може да ти се случи во тој делот на военни постапки, имаш што треба да направиш и тоа го инструкторите знаат. И тоа треба да го знаат и луѓето што скокаат, за да може да се снајдат во одредените ситуации и да ги вежбаат редовно, за да може бидејќи подобранството се случува многу брзо, за да може во таа брзина да донесат правилна одлука и да бидат безбедни. Така и тоа е се составен дел од обуката, така нели, за која што говоревме. Кон крајот и Ангела, за сите оние кои што не следат, кои што можеби имаат жилба, но никогаш доволно одлучност за да го направат првиот скок, еве, и за тие пошти и помлади генерации, можеби кои што не следат во моментот, која би била твојата порака? Која би била мојата порака? Да, за чисто за поголема одлука за дали вреди да се направи такво нешто, иако веројатно ќе го заклучиме тоа и од разговорот за сите кои имаат интерес. Вреди многу ако го сакаш, ако да. Не знам, мислам дека како да кажам, се гледа, мислам дека кој може, кој сака, кој го привлекуваат, обично не знам, луѓе што може сакаат мотори или најчесто и склоп на луѓе доаѓаат тука и тоа баш често го имаат разговарано на Стенковец. И да, доколку некој не се плаши од мотори, сигурно, мислам, доколку иако покрај стравот или пак го сака тоа чувство, верувам дека ќе му се допадне и ово. Секогаш ќе не донесе за таа
одлука или како велиме секој во своето време, но веројатно со можност за едно вакво незаборавно искуство. А јас ќе ви се заблагодарам што бевте наши гости и што можевме барем накратко да позборуваме за падобранството или да влеземе во еден таков свет како велиме на слобода, на адреналин или една друга перспектива од небото, малку приближување до тоа што значи или да се биде инструктор и да се направи првиот скок, па и можност да некако се информираме за аероклубот, за тоа што може или на кој начин би ни се отвориле видиците доколку сме по тие спортови. Благодарам Јане, благодарам Ангела за вашето гостување. Благодарам што ме поканивте.